Вести на Канал 8. Добар ден. Расте бројката на заболени од грип во Кочани. Регистрирани нови 34 случаи за една недела. Заболените се на возраст од 15 до 64 години. До пред една недела во Кочани имаше регистрирано само 10 случаи на заболени од грип. Во последната или третата недела од новата година, бројката е зголемена, кога за една недела се регистрирани нови 34 случаи и со претходните 10 изнесува 44. Вакво зголемување се очекувало, посебно во јануари и февруари, вели доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог од Центарот за јавно здравје Кочани. Причината се бара во променливите временски услови. Ниските температури предонесуваат граѓаните полесно да се разболуваат, додава Карамфилова. Најголемиот број на заболени од грип се на возраст од 15 до 64 години. За среќа мал е бројот на болни деца од предшколска и школска возраст. Лекарите советуваат дека доколку граѓаните забележат некаков симптом кој наведува дека се работи за грип, веднаш да се јават на лекар и да им се препише соодветна терапија. Многу од пациентите се лекуваат во домашни услови, па затоа бројката и не е реална. Поголемиот број пријавени се преку матичните лекари. Почна и второто полугодие од оваа учебна година, така што бројката е очекувана, вели доктор Карамфилова, и додава дека затоа се препорачува почесто проветрување на просториите, избегнување на групно собирање, земање витамини и често миење раце. Голем број граѓани се заштитија од ова заболување и ја примија вакцината против грип. Тивкото и релативно студено време повторно е причина за загаденоста на воздухот во Кочани. Станицата за мерење на квалитетот на воздухот изминатите 2 дена регистрирала благ пораст на загаденост и присуство на штетни честички. Отсуството на ветер и појавата на слаба утринска магла во Кочанската котлина повторно предизвикува пораст на загаденоста на воздухот. Според мерењата на мониторинг станицата за квалитет на воздухот во Кочани, присуството на така наречените PM10 честички е зголемено и во текот на денот беше на високо портокалово ниво, односно само 1 степен пониско од максималната горна граница. Ваквата состојба станува сериозна, но се уште не е алармантна, стои во извештајот на Министерството за животна средина. Релативната загаденост на воздухот е во горната граница на дозволеното, но е пониска од онаа во Тетово, Кичево и Скопските општини Газибаба и Карпош, каде достигнува многу високо, односно скоро црвено ниво. Присуството на сулфур диоксид во воздухот во Кочанскиот регион е во светло-зелено, односно многу ниско ниво, што е во рамки на дозволените параметри. Зголемената концентрација на PM10 честичките се должи на тивкото време во изминатите неколку дененоќија, а порастот е од согорувањето на огревниот материјал во домаќинствата и институциите. Со оглед што за наредниот период метеоролозите најавуваат дека временските услови нема битно да се променат, се очекува и понатаму концентрацијата на штетните честички во Кочанско да се задржи на истото ниво. Општина Виница аплицираше со 3 прекугранични проекти во кои како нејзини партнери се општини од соседна Бугарија. Средствата ќе се бараат од фондовите на Европската унија. Изградба на отворена бина за манифестации на плоштадот Ангел Винички, уредување на коритото на Виничка река и дигитализација на археолошкото богатство на музеот Теракота се проектите со кои општина Виница аплицираше за користење средства од европските фондови. Со првиот проект е планирана изградба на објект со кружна форма во висина од 11 метри, што ќе биде подигнат со бетонска платформа и ќе биде повеќенаменски како отворена бина за одржување различни манифестации. Исто така планирана е набавка и на соодветна опрема за функционалност на павилјонот од типот на озвучување, осветлување и слично. Носител на проектот е бугарската општина Банско, а вкупниот буџет обезбеден од програмата изнесува од 100 до 500.000 евра, од кои 45% е за општина Виница, а остатокот за општината Банско. Со вториот проект, во кој партнер е општината Гоце Делчев од Бугарија, се планира уредување на коритото на Виничка река во должина од 1300 метри, од местноста Горна Чешма до градскиот базен во Виница. За него вкупниот буџет изнесува до 400.000 евра, од кои 55% е за општина Виница, а остатокот за општината Гоце Делчев. Со регулацијата и уредувањето на речното корито треба да се задржи осовината на постојното корито, односно ќе се води сметка за функционалноста и естетскиот изглед на просторот, ќе се изградат нови подпорни ѕидови,
а на одредени места според потребата ќе се реконструираат веќе постоечките. Исто така треба хортикултурно да се уреди течењето на реката, да се засадат соодветни дрвја со цел спречување од ерозија, а ќе се постават клупи и соодветно осветлување долж речното корито. Третиот проект за кој поддршка даде и Советот на општината на последната седница е музеот Нова Стара Ризница во партнерство со регионалниот историски музеј од Благоевград. Со проектот е предвидено да се изврши дигитализација на археолошкото богатство на општините Виница и Благоевград. Екстерното тестирање во текот на вториот ден се одвива непречено. Без никакви проблеми во системот, полагањето започна навреме и во двете средни кочански училишта. Без задоцнување и паѓање на системот, помина вториот ден од екстерното тестирање. Во текот на првиот ден заради технички проблеми полагањето задоцни неколку часа. Сега истиот е надминат и одговорните се надеваат дека така ќе поминат и останатите 2 дена од тестирањето. Инаку, за одредени проблеми на учениците и наставниот кадар во врска со екстерното зборуваат поголем број ученици, но никој не сака јавно да коментира за да нема притисоци. Проблемите се однесуваат во делот на недостатокот од учебници, посебно по стручните предмети, програмските јазици и информатика, за кои велат дека со години учат од тетрадки и она што ќе го прибележат на часот, па на екстерно добиваат прашања кои не ги сретнале ниту обработиле во наставата. Екстерното тестирање ќе трае до крајот на неделава. Прелиминарни резултати матурантите ќе имаат на 8 февруари, а незадоволните ученици приговори ќе може да поднесуваат до 10 февруари. Универзитетот Гоце Делчев го објави огласот за стипендирање на најдобрите студенти од факултетите што се во негов состав. Се планира финансиската помош да им биде доделена на 500 студенти кои се запишани во прва студиска година. 500 најдобри студенти на Универзитетот Гоце Делчев од оваа наставна година ќе добиваат стипендија во висина на нивната партиципација. За оваа новина на пресконференцијата информираше ректорот Блажо Боев, при што рече дека фондот за стипендирање на студентите Универзитетот го формира како резултат на долгогодишната соработка со бизнис секторот, кој ќе помага во обезбедувањето на средствата за стипендирање. Повеќе од половината пари што влегуваат во фондот се обезбедени од стопанските субјекти кои искажале интерес да ги помагаат талентираните студенти. Овој фонд работи на принципот на обезбедување на средства на донации од бизнис секторот и стопанството и средства што универзитетот ги издвојува за поддршка на добрите студенти, како една темелна определба во делот на тоа дека сакаме да имаме добри студенти и сакаме да ги стимулираме добри студенти за нивно квалитетно образование. Ние како универзитет ќе ја поддржуваме оваа акција до крајни граници и секоја година ова ќе го правиме и понатаму. Се во зависи од тоа какви средства ќе обезбедиме во овој фонд. Реков за оваа година ќе пие 500 стипендии во делот на покривањето на партиципациите на студентите и мислам дека ќе биде една важна карика во поглед на тоа да студентите се чувствуваат дека новиот универзитет се важен момент и дека за нив постоиме и за нив работиме. Според Боев, нема посебни критериуми за добивање на стипендиите. Аплицирањето ќе биде по електронски пат со пополнување пријава што се наоѓа на веб страницата на универзитетот. Основен услов е кандидатите да имаат просечен успех со оценка над 9. Одлуката за тоа кои кандидати ќе добијат стипендија ќе ја носи управата на универзитетот, односно, иако се работи за средства од бизнис секторот, од таму не се мешаат во политиката за распределба на финансиската поддршка. Во овој момент во фондот за стипендирање не ни се мешаат во поглед на пределбата на тоа, напротив многу компании го искажуваат интересот на поголемата општествена одговорност кон заедницата, да тоа ние како универзитет го одредиме на кои студенти ќе го даваме во овој момент, меѓутоа доколку има насочени стипендии, да кажеме кластерирани или профилирани стипендии за одредени профили, тие се однесуваат за завршните години на факултетот. Најголем број стипендии, нешто повеќе од 100, ќе добијат студентите на Факултетот за медицински науки и на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Финансиската поддршка за студентите на матичните факултети изнесува 200, а за оние на дисперзираните студии 100 евра. Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати е до 26 февруари. Четврти поред хуманитарен концерт по патеките на Тоше организираше Тоше Илиев од Кочани. Се одржа во спортската сала, а собраните средства се наменети за помош на Методи Митев. Граѓаните на Кочани уште еднаш ја покажаа хуманоста на дело.
На хуманитарниот концерт со наслов "По патеките на Тоше", што се одржа во спортската сала во Кучани, се собраа во голем број со една единствена цел – да му помогнат на Методи Митев, на кој му се потребни финансиски средства да замине на операција во Кина. Митев се заблагодари на сите кои придонесоа за организирање на концертот, за негова помош и поддршка. Голема благодарност до организаторот Тоши Илиев, што ми помогна на овој концерт да биде добар. Голема благодарност до младинската група Авангарда, до младинската група Единство. Благодарност до спонзорите што ми помогнаа за да може да се одржи овој концерт, и до сите музички групи и до вашата телевизија. Благодарност до сите хумани луѓе што присуствуваа на забавата и што ги купија другите картите. Организаторот Тоше Илиев, која продолжи хуманата мисија на Тоше Проески, се заблагодари пред се на граѓаните на Кучани, кои што уште еднаш ја потврдија хуманоста и несебично даруваа за Митев, но се заблагодари и на неговите родители, кои што секоја година го поддржуваат во организацијата. Би сакал да кажам дека уште еднаш ова голема сала се преполни, а секој чест на моите сограѓани уште еднаш ја покажа хуманоста, а подадоа рака на уште еден наш сограѓанин. На концертот настапија локални кучански групи и пејачи, а бидејќи самиот концерт се одржа на денот кога е роден Тоше Проески, публиката во негова чест го направи звезденото небо, па атмосферата во селата беше неповторлива. Јас ја поддржувам оваа иницијатива, веќе трета година сме овде на овој хуманитарен концерт. Секако добро е да се помогне, да се соберат средства, да се спаси живот. Најмалку што може да допринесеме со нашето учество, па се надевам дека ова ќе остане како традиција и ќе го правиме уште многу години. Ова е четврта година поред на одржување на концертот. Претходните 3 беа организирани исто така за наши сограѓани на кои им беше неопходна помош. Одржана првата обука на Општинската организација на Црвениот крст од Кучани како дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Учествуваа 36 ученици од основните и средните кучански училишта. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е проект кој што се имплементира веќе 20 години во сите општински организации на Црвениот крст на Република Македонија. Опфаќа обука на 1200 младинци на територија на цела држава. Секоја општинска организација обучува по околу 30 младинци, кои на унифициран начин и преку проектот добиваат одредени знаења како сами да изработат проект кој ќе биде од големо значење за општината во која се наоѓа организацијата. Во салата на основното училиште Раде Кратовче, Општинската организација на Црвениот крст од Кучани ја спроведе првата обука со 36 млади лица, преку која постепено ќе се надоградуваат знаењата на младинците за изработка на проекти. Добиваат одредени знаења за Црвениот крст, амблемите, женевските конвенции и протоколи и активностите кои ги превзема самиот Црвен крст. Втората обука е повеќе насочена кон откривање на целна група и истражување на незините потреби, а веќе третата обука, која исто ја спроведуваме на унифициран начин, се всушност откриваат и се наоѓаат начини и методи за документирање на младите проекти кои ќе ги изработуваат младинците во текот на следните 2 месеци. Младинците кои се учесници во проектот се ученици од основните и средните училишта од Кучани. ПХВ проектот се спроведе и минатата година, кога младинците кои учествуваа помагаа на социјално ранливите категории семејства. Преку проекти невладината Авена од Кочани во соработка со Ромскиот едукативен фонд им помага на учениците роми во полесно совладување на материјалот по македонски јазик и математика. Се одржуваат по 2 часа неделно, а предавањата ги вршат лица тутори. Во Кочани се опфатени 76 деца од ромска националност. Започна реализацијата на проектот Туторска поддршка на ученици роми кои учат во основното образование во Македонија, кој има за цел да им се помогне на учениците роми во совладувањето на наставната програма по предметите македонски јазик и математика. Реализацијата на проектот започна од основното училиште Раде Кратовче, каде што на учениците им беше доделен и училишен прибор. Донатор на проектот е Ромскиот едукативен фонд, а носители се Ромски ресурсен центар и Сонце од Тетово. Партнер е невладината Авена. Кочани е офатено 76 деца, од запишени 86 деца. Значи, не само тука во Раде Кратовче,
Ова е мала бројка само за четврто деление. Значи имаме ние тука две групи. Едната е четврто деление, едната е пето-шесто комбинирана. Значи имаме некој скромен материјал да се подели на децата и се помага на туторската настава, мислам, на деца по македонски јазик и математика. Со проектот се опфатени повеќе градови од Републикава, а во Кучани се вклучени ромите од 3 основни училишта – Раде Кратовче, Малина Попиванова и Никола Карев. Туторите им одржуваат на учениците по 2 часа неделно, а во Кучани се опфатени 76 деца од ромска националност. И за крај информацијата од спортот. Управата на фудбалскиот клуб Осогово го реши проблемот со испразнетото тренерско место по оставката на Крсте Крстев. Ке го замени Зоран Филипов, поранешен играч за кочанскиот третолигаш, со кого е постигнат договор да работи на подготовките пред продолжението на правенството. Зоран Филипов, поранешен играч на фудбалскиот клуб Осогово, е новиот тренер во екипата. Тој доаѓа на местото на Крсте Крстев, кој си поднесе оставка на крајот од есенскиот дел од правенството. Со тоа, раководството на клубот реши голема дилема за која се размислуваше подолг период. Ова особено беше важно, бидејќи наскоро треба да започнат подготовките за продолжување на правенството и преземање на ангажманот околу тренинзите и физичко-тактичката подготвеност на играчите. Од управниот одбор на Кочанскиот фудбалски третолигаш потврдија дека договор со Филипов е постигнат и тој веќе ја презема работата со фудбалерите. На последниот состанок на управниот одбор се донесе одлука за нов шеф на стручниот штаб да биде назначен Зоран Филипов, познато фудбалско име во градот. Негов заменик ќе биде Кире Тодоровски, исто така поранешен играч на Осогово и брегалница од Делчево, спортски работник. Тренер на голманите ќе биде Лазар Балдазаров, легенда на кочанскиот фудбал, иако во постари години се уште е активен, така да е една голема благодарност за неговата работа. И во продолжението на правенството, екипата ќе настапува во истиот состав како во есенскиот дел. Богатинов рече дека се планира кондиционо-тактичката подготвеност на играчите да се подобрува на стадионот во Кочани. Подготовките треба да започнат на 30 јануари и за начинот на кој ќе течат ќе се договара заедно со новиот стручен штаб. Како ќе се одвијат еднаш или два пати дневно, ќе знаеме во текот на овие неколку денове, тоа ќе го побараме од тренерот Филипов, да видиме како ќе се одвијат. Засилување во моментот немаме, но немаме ни најава да некои од нашите фудбалери заменат, а сме во преговори со некои наши бивши фудбалери кои настапуваат во друг клуб, но нема уште ништо конкретно. Богатинов рече дека фудбалскиот клуб Осогово навреме ја уплатил и потребната сума на име котизација за учество во лигата, што исто така беше еден од проблемите во неколкуте изминати првенства. Освен тоа, проложен е и договорот за соработка со прволигашот Брегалница од Штип за користење на теренот на стадионот Никола Мантов, на кој штипјани и во пролетниот дел ќе настапуваат како домакини. Временската прогноза беше последната информација во вестите. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.